Советување фалат во овој случај, колку може да помогнат сега, да не ја претвориме па ситуацијава во многу алармантна, или да не ги уплашиме родителите дека не знаете да си ги воспитувате децата, туку треба ли да бараат помош во центрите? Прашање до сите тројца гости, Маја и до вас. Вака јас ќе потврдам, Маја, дека навистина емоционалната врска е најважна за развојот на детето и да може да се здобие и со знаење, и со вештини, и со искуство, и да може да се справува со предвидливи и непредвидливи ситуации кои го демнеат и на улица, и во училиште, и таму каде што се движи и живее. Таа не може да биде виртуелна, не може да се задоволи таа потреба со јавување на телефон или со четување, или едноставно живата комуникација е неопходна и мора едноставно родителот да биде подготвен, да биде информиран точно каде се движат децата, со кого се, што прават, во какво обкружување се. Затоа што многу често говориме за последиците на девијантностите, говориме за најразновидни злоупотреби со кои секојдневно сме би рекол оптоварени, вклучувајќи ги дневно информативните печатни електронски медиуми. И едноставно секој родител е загрижен за тоа што се може да се случи со неговото дете. И девијантностите едноставно треба да се превенираат, а за да се превенираат треба да си у непосреден контакт со детето, едноставно да му посветиш доволно внимание, да го следиш, да знаеш што се случува, за евентуално да му ја укажеш таа првична информативна помош, евентуално ако забележиш и одредено повлекување, таење или мачнина која има детето, да може и да се консултира и психолог, педагог. Секако тука родителите многу често ја префрлаат одговорноста и кон училиштата и велат училиштето, психологот, педагогот, наставниците се втори мајки. Да, па нели не може да бидат втори мајки, затоа што знаеме дека прво не е како во наше време кога навистина имало во школски активности, разни работилници, секции, кога наставниците посветувале максимално внимание во воспитувањето. Да, и кога се почитувал авторитетот на наставникот на денеска дали од незадоволноста, дали од демотивираноста, дали од преголемиот број на деца ученици во едно училиште, едноставно со завршување на училишниот час и звончето, едноставно сите се разбегуваат, нема кој да ги следи децата во училиште. Бабите и дедовците немаат веќе толкав капацитет да може да едноставно да ги задоволат очекувањата и потребите на децата. Не се ни толку и вешти да знаат што децата всушност, ако му дадеш еден компјутер со какви се предвидливи, ќе кажем и непредвидливи содржини, може да се сочи во текот на интернетот. Ние многу често заговараме родителите да интернетот, односно компјутерот биде во салонот или таму каде што се сите, за да не бидат загрижени какви се содржини децата посетуваат, се до една возраст кога навистина детето ќе знае да го користи интернетот соодветно за наобразба, за стекнување на знаење, вештини кои ќе му бидат од полза, за да може да ги совлада наставните содржини што му се дадени во училиште. Значи, еден би рекол апел до сите родители, одговорното родителство е вештина. Навистина сме растргнати со краткото време што го имаме со децата, но ќе кажам, Маја убаво спомена, квалитетно половина час да посветиме внимание, другото време да бидеме било каква комуникација, макар и виртуелна, а саботата и викендите мора да не бидат и квантитативно и квалитативно посветени на децата искористени. Така. Маја, сакав да ве прашам, проучитав додека истражував на темава, значи дека важеле две правила, значи од известни стручни социолози истражувања. Првото е дека нервозни родители е еднаква на хиперактивни деца, а второто е строги родители на успешни деца. Не се сложувам, значи морам да споменам дека не е точно. Премногу строги родители може и авторитативни родители резултира со студени деца. Деца кои што пред се имаат проблем да воспостават блиски емотивни контакти во тек на животот, како со оние што му се најблиски, почнувајќи од матичното семејство, семејството на неговите родители, а потоа истото ќе се рефлектира на семејството кој што самите деца го градат. Не знам колку сметате дека тоа се успешни деца понатаму. Да, можеби ќе бидат успешни на професионален план, меѓутоа што се случува со другиот, со емотивниот план, со нивната потреба за остварување на блискост, со потребата за следен утре, да речем, да воспитаат деца кои што ќе бидат топли, љубезни, пријатни, кои што ќе негуваат и други вредности освен професионалната успешност. А што се однесува до хиперактивните деца, значи, да, можеби, како што спомнавте, до некаде може да има правило, но секое правило има исклучок, така да не би рекла дека тоа е правило.
Во основа ни требаат родители кои што се внимателни, кои што се нежни, кои што во еден момент се авторитативни, но користат правилен начин на воспитување на своите деца, кои што знаат да ги научат на она што е правилно, што е погрешно, користејќи при тоа адекватни методи, методи на разговор, методи на блискост, и децата се чувствуваат сигурни во тоа семејство. Мислам дека тоа е тоа, а другите правила би ги исклучила. Така, нели сепак се индивидуално. Повелете, професор. Мислам дека тешко е на оваа тема да се расправа во ова време на економска криза. Од два аспекти. Прво, заради тоа што тешко се доаѓа до пари, односно е тешко се остваруваат сите услови за една солидна екзистенција. Да, од една страна животот и да живеат тоа дете убаво. Да, што се одразува и на овој план на проблемот на социализацијата на децата. А второ, исто така е, втор проблем е тоа што општеството или заедницата сигурно дека во овој момент има многу малку средства, би рекол, за пружење на еден висок квалитет, како што налага времето во однос на социализацијата на децата, односно оној дел кој што е обврска на заедницата, бидејќи има обврска на семејството, кое што е базичен агенс, меѓутоа и заедницата сама по себе си е агенс во таа социализација, и мислам дека тука сега ќе имаме ние едно преливање на едното и другото. Во која смисла? Ете, мислам дека можда и колешка ќе се согласи, бидејќи јас слушав како ги дефинират тие работите. Значи, мислам дека во овој момент можеби дури има потреба и од некакво преиспитување на дефинициите, па дури и редефинирање за определени феномени, на определени настани кои што се поврзани со ова прашање. Мислам дека сепак времево носи некои нови личности, некои нови стандарди, некои нови вредности, некои нови поимања на животот од оние што ги имавме ние во наши времиња или што се уште важат, знаете. Значи, тука сега се постава прашањето дали и колку ние како заедница сме подготвени да одговориме на ова вакво сложено прашање, бидејќи објективно е дека голем дел од тие задачи таа мора да ги преземи на себе. Тоа се тие центри за социјална помош, за советување, и така натаму. Значи, бројни едни институции кои што мора да се во функција на се ова. Но сепак мислам дека во крајна линија компјутерот, занимавањето со компјутерот, тие компјутерски игри, новиот начин на реализација на слободното време на децата на 21. век е поинакво. Може би треба малку поинако и ние да го промислуваме сето тоа. Ја не можам да се согласам во цело со мојот колега соговорник, затоа што многу често влегуваме во, би рекол, замка. Тоа ни е многу предпознатлив изговор, кога велиме немам доволно време зашто морам да се тркам во екзистенција да обезбедам пари. Парите се битни за да можам да инвестирам во децата, нели, да обезбедам екзистенција. Во меѓувреме детето расте и доколку не сме со нив, доколку не сме потребни посебно кога се во помала возраст, детето ќе порасне, а ние може во меѓувреме сме се збогатили, имаме средства, но не можеме со пари да ја купиме таа љубов која му била неопходно потребна на тоа дете, таа емоционална врска. И затоа не случајно нашиот SOS телефон кој е многу, би рекол, жежок 17300 јавувачи, главен проблем со децата е отуѓеност, осаменост, агресија, насилство. Главен проблем е. Тука е суштина. И јас тука сега сакам од социолошки аспект и психолозите да ми кажат зошто толкава агресија, осаменост, насилство има кај децата. Ако родителите посветат доволно внимание и разговараат, ако училиштата ја практикуваат не само образовната и воспитната компонента, ако центрите за социјална работа имаат увид во сите дисфункционални семејства во ризик, ако државата воведе еден, би рекол, едно квалитетно образование кај што децата ќе може да се надпреваруваат и тркаат во знаења, а не во оценки, и ако не бидат оптоварени со тоа кој има повеќе, а кој има поголема оценка или кој носи одредена марка или не знам каков бренд,
тогаш мислам дека децата ќе имаат по еден релаксиран однос. Веројатно материјалниот аспект на нештата се пренесува од возрастните кај децата и децата едноставно навлегуваат во тој потрошувачки менталитет каде што трката за подобар стандард ги оптоварува родителите. Родителите повеќе време трошат за да, ако до минатата година работеле 5 часа за една, би рекол, за една нормална заработувачка, сега можат и морат повеќе да работат. Цените растат и едноставно тој, би рекол, магичен круг на задоволување на екзистенцијалните потреби постојано растат, потребите постојано се покачуваат, а на децата помалку време им посветуваме. Така ви... Ете, мислам да не ги идеализираме работите. Не сите подеднакво влегуваат и се во овој процес. И имаат исти проблеми или исти приод кон ова прашање на социализација на децата. Најдобро би било кога сите би тргнале од исти услови, исто би се однесувале кон задачите, на исти начин би реагирали и така натаму. Меѓутоа, внимавајте, зборуваме значи за активност која што се реализира во целата лепеза на класно-социјалната структура. Значи, имаме еден дел кој што е порелаксиран, иако е, да речеме, услови на криза и така натаму, но е порелаксиран во однос на тие, како што вели Ексценбергер, екзистенцијални суровости, дека мора да се обезбеди екзистенција. Имате друг еден дел кој што не е толку релаксиран и оној третиот дел генерално, значи генерално, иако толку генерално не можеме да ги класифицираме овие работи, овие слоеви, значи и третиот кој што е, да речеме, во она што не го посакуваме, кој што воопшто и не ги забележува децата, односно ги игнорира. Значи секој од овие три големи групи поинаку и може да прииде кон овој проблем. Но овој средниот слој, овој средниот дел, тој е оној среден слој на кој што сега се прекршува. Значи тука и тој е најброен. И ние тука имаме најголеми проблеми сега од овој аспект. Дали има време да се поигра со детето, дали има време да посвети доволно внимание, дали има доволно заработени и така натаму. Значи затоа јас сега го поставам проблемот. Ако семејството и ако семејството промаши некои нешта, не треба и заедницата да промаши некои нешта. Ние одеднаш нам ни се случуваат чудни комбинации и семејството промашува и заедницата промашува. Да, тоа се поинтите на господин Змејанац, дека практично каде училиштето, каде... Не само тоа, кои се контролни мерки и механизми кои знаете од неодговорен родител. Например, нема капацитет секој родител да води грижа за соодветна за детето или пак... Затајување на институциите. Проблемот многу голем е проблемот кај институциите. Значи, не само економскава криза, и воопшто, доколку имате несовршен политички си, за сега можеме ние тоа да го лоцираме и на теренот на транзицијата и на се ова што се случува околу нас, значи исто така и тие институции затајуваат. И потоа, исто така, проблемот на она што им нудиме дома. Гледайте сега, игрите, земете ги игрите. Значи има бел ренџер, црвен ренџер, плав ренџер, не знам каков ренџер, но нема повеќе црвен кап. Нема повеќе Снежана и седумте џуџиња. Знаете, има еден Супермен, има друг Бетмен, има трет. Треба да се јавам кај внук ми Димитри, па да ви ги каже сите, да ви ги наброи тие со кои игра. Значи, и сега, дури и тој проблем е исто така и на родителите, но и на заедницата. Значи, не е улицата таа која ги формира децата, предоминантно, значи бидејќи него нема тој колективен момент на игрите, но внатре сега таа улица се пренесе во ова што викате вие, во салонот, во дневната соба, меѓутоа сепак не може тоа да се контролира. Зашто и заедницата понудила нешто друго. Нешто што е склоно кон агресија, тоа Маја веројатно по психолошки аспект повеќе добро го знае, но и тука сега влегло нешто што исто така заедницата треба на некој начин да го блокира. Зашто не се родителите тие што ги формираат игрите.
Некој однадвор ги нуди тие. Така, тука не се Тоа е исклучува индустрија, улогата цела на една медиумите, индустрија. нели ги Ајде. споменавме и Значи, интернетот. мене ја сакам да кажам дека не, да се вратам само, да не се идеализираат состојбите, бидејќи има многу различни искуства. Ние треба да го видиме средното.